Општина Новаци и во наредните 4 години ќе продолжи да расте во урбана средина која е пример за многу градови во земјата, рече вчера кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија Лазар Котевски. Тој заедно со членови на извршниот комитет на партијата вчера имаше средба со жителите на општината, а ја представија и програмата и проектите за наредните години. Котевски рече дека негов приоритет и овој мандат ќе биде решавање на проблемите на населението. Топлификација за Новаци, Битола и Могила, која веќе 2018 ќе започне, префрлување на системот за наводнување преку река Црна, кој е започнат, изградени се околу 600-700 метра, ќе продолжиме и понатаму, каде ќе се наводнуваат околу 3000 хектари индивидуално земјиште. Исто така патот Рапец-Таравина, кој ни е започнат, ни остана уште 8 километри, и тој ќе продолжиме да го работиме. Имаме други проекти, нарочито урбанизација за неурбанизираните населени места, а една од главната поента ќе ни биде започнување со изградба на канализационата мрежа, и то во повеќе села. Во првиот дел се Ѓермијан Бач, Рибарци и Добромири. Понатаму имаме Горни Долногалаци и Долгобевци. ВМРО ДПМНЕ и понатаму продолжува да биде меѓу граѓаните и да ги решава нивните проблеми, рече Ане Лашковска по средбата со жителите во општините Могила и Новаци. Повторно настапуваме со една програма во која што нудиме реални проекти произлезени од граѓаните на нашите општини, проекти кои што се потреба на нашите сограѓани. И јас сум убедена во една голема победа и во општина Могила, и во општина Новаци, и во целиот Пелагониски регион. Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ, вчера во Пелагонискиот регион, освен средби со граѓаните во Могила и Новаци, имаше и митинг во Ресен и во Битола.